злоупотребата на детскиот труд е нешто што за жал е и наша реалност, а докаде сме на тој план ќе зборува Оливер Иванов, кој утрово е дежурен. Оли, добро ти утро. Така, добро утро и на вас во студиото. Поздрав и до сите гледачи на нашата утринска програма. Јас сакам Македонија. Токму така како што спомена и во самата најава, ние ово утро ќе разговараме за благосостојбата на децата и тоа не случајно, туку на 12 јуни, меѓународниот ден за борба против експлоатација на детскиот труд. За жал се поголем е бројот на деца кои што се на улица, кои што се принудени, експлоатирани било од страна на нивните родители, било од страна на некој друг да притачат и да работат принудно без пари. Но повеќе детали за тоа како би можеле да ја подобриме ова состојба и каква стратегија ни е потребна како држава за намалување или пак во најдобра рака искоренување на ова експлоатација на детскиот труд и намалување на бројот на деца на улица. Ово утро ќе поразговарам со господјата Мила Дамјановска од првата детска амбасада Меѓаши и воедно која што е операторка на самиот број за деца и млади Ало Бушавко. Добро утро и добро утро во нашата утринска. Добро утро. Благодарам. За почеток на овој разговор, од кога е востановен овој меѓународен ден против експлоатација на детскиот труд и со која цел истиот се одбележува? Овој ден е востановен од Меѓународната организација за труд во 2002 година. 12 јуни се обележува од тогашна така секоја година и се обележува за да се подигне свеста и активизмот за спречување на детскиот труд. Што се подразбира под експлоатација на детски труд? Кои форми на детски труд би можело да се сметат за експлоатација и од кога е дозволено е законски децата да можат да работат и не се смета било која работа која што работат за нивна експлоатација? За експлоатација на детски труд се смета кога било кое дете работи, а има ненаполнато 15 години, или доколку има наполнато 15 години, доколку работи повеќе од законските часови кои што смее да ги работи. А исто така многу е важно да не се лишуваат децата од училиште, нивното рекреативно време и слично. Кај нас во Македонија, како што спомнав, до 15 години не сме воопшто да работи детето, од 15 до наполнети 16 години може да работи по 30 часа неделно, додека од 16 до 18 години сме да работи 37 часа и 45 минути во текот на неделата, со тоа што не сме да работи повеќе од 8 часа во склоп на 24 часа. Така, се што над овие бројки претпоставувам станува збор за експлоатација на детски труд. Кои форми на експлоатација на детски труд постојат најмногу кај нас? Дали децата се принудени да работат на повеќе часови или пак работат некои работи кои што не би требало да ги работат? Па кај нас децата има повеќе форми, најчесто е питање или просење по улиците. Исто така често се доаѓа до тоа децата да собираат секундарни материјали како што се пластика, хартија, железо од различни места во градовите. Исто така имаме продавање на некои ситни работи како што се марамици, балони и слично, кои што не би требало да ги прават. Овие за жал се засегнати кај ромската заедница, меѓутоа и во другите етнички заедници има, меѓутоа најчесто е подскриена експлоатацијата на детски труд на овие места како помагање на семејствата, односно децата работат во семејните бизнеси на нивните родители. И да, во ред е да се помогне на нашите родители, меѓутоа сепак треба да се запази возраста на децата и никако не сме децата да дојдат до тоа да се лишат, да не одитат во училиште, а за жал и тоа се случува кај нас. Така, споменавте дека ова експлоатација на детски труд е најмногу присутна кај децата кои што се нели од социјално загрозени семејства, но веројатно постојат и други начини да им се помогне на овие фамилии кои што не можат да опстанат наместо децата да бидат експлоатирани, да бидат принудувани на една ваква работа. Да, дефинитивно. Многу е важно да се социјално интегрираат самите семејства, да им се даде на родителите можност за да работат, наместо да ги праќаат нивните деца. Во никој случај децата не треба да го земат товарот на финансиите во семејството.
И споменавме еве најчистите форми на експлоатација на детски труд, но колку е тој присутен еве во глобални рамки, но и во Македонија, дали постојат точни бројки, податоци кои што укажуваат на тоа колку деца годишно се жртви на експлоатација и на глобално ниво, но и кај нас? За глобално ниво, УНИЦЕФ вчера имаше нови бројки кои што ги сподели со јавноста. 138 милиони деца светски, односно 7,8% од сите деца во светот се за жал засегнати со овој проблем. И 4 од 10 од тие деца имаат работа која што е на опасна или животно загрозувачка средина, што е навистина загрижувачки. Најлошо во светот е во Африка, каде што 1/5, односно 20% од децата се засегнати од овој проблем. После тоа доаѓаат Азија и Пацификот со 7%, а кај нас 3% од децата се засегнати на овој проблем, што е многу помалку од тие што досега ги набројав, меѓутоа сепак е загрижувачки, бидејќи да бидеме реални треба бројката да биде 0%. Така, и според бројот на жители и 3% не е малку. Споменавте, нели, каде, еве, најмногу има, но дали ова бројка е поголема или помала во споредба со изминативе години? Дали одиме напред или назад како општество? Дали нешто е направено во борба против експлоатација на детскиот труд? За среќа, од 2000 година навака, секоја година се намалува бројот на деца кои што чиј труд е експлоатиран. Се предвидуваше дека околу 2020 година поради кризите и пандемијата ќе се зголеми овој број поради тоа што многу семејства за жал западнаа во сиромаштија, меѓутоа се покажа дека тоа не е така. Некои експерти сметаат дека тоа е поради тоа што државите каде што имаше најмногу експлоатација на детски труд не беа ни толку засегнати од самите кризи, повеќе беа побогатите држави. И исто така во последните од 2000 навака се намалени за 100 милиони бројот на деца кои што се експлоатирани, а исто така во исто време пораснал самиот број на деца за 230 милиони, што е многу голема бројка. Убаво е да се слушне дека се прави нешто против овие бројки, дека тој број се намалува, но ова експлоатација на детски труд е тесно поврзани со бројот на деца на улица, кој што го гледаме низ годините, па еве колку е тој број кај нас моментално и колку овие деца на улица се потенцијални жртви на експлоатација на нивниот труд? Многу е тешко да се дојде до конкретни бројки за овој проблем, поради тоа што има многу деца кои што воопшто не се пријавени и згрижани од центрите за социјална работа, а се на улица. Меѓутоа, според некои истражувања, околу 800 до 1000 деца се засегнати од овој проблем во државата, меѓутоа тоа се само тие кои што се пријавени. Овие деца навистина се во огромен ризик да бидат експлоатирани поради тоа што најчесто доаѓаат од сиромашни семејства. Има и деца без родители кои што се живеат на улица. За жал, и многу е важно да се згрижат тие. Кај нас може да се згрижат во дневниот центар за деца на улица, кој што напорно работи со години во овој домен, ги згрижува и ги ресоциализира потоа и нив и нивните фамилии. Важно да им се помогне финансиски, поради тоа што во последните 5 месеци веќе немаат никакви финансии и се надеваме дека нема да се затворат. Така, каде се наоѓа овој дневен центар за деца на улица и како тој помага во нивно ресоциализирање и во реинтеграција со останатите од општеството? Овој дневен центар се наоѓа во Скопје и тој ги зема децата, ги згрижува, им дава можности за образование, ги учи на лична хигиена, ги се ресоциализира со нивните врсници. Исто така, многу е важно тоа што работи со нивните родители, им помага да стекнат подобри родителски капацитети и исто така им дава можност на пазарот на трудот за во моментот кога те деца ќе излезат од овој дневен центар да може да не се најдат повторно на улица, бидејќи ќе имаат постабилни финансии нивните родители. Така, споменавте дека е тешко да се одреди самиот број на деца на улица. Претпоставувам дека вие работите на терен, но претпоставувам дека не можете да стигнете на секаде. Па поради тоа би сакал да ја прашам дали постои
определен телефонски број на центарот каде што би можеле да се јават сите кои што ќе видат некое дете на улица, кој што не му помогнато или пак видат дете чии што труд се експлоатира, да можат да пријават и да го згрижите во вашиот дневен центар. Прво, дневниот центар не е лично наш, туку се работуваме со нив. А второ, доколку некој види дете на улица, најважно што може да направи е веднаш да го пријави во Центарот за социјална работа во општината во која што се наоѓа. Доколку не го знае тој број или не е во можност да го провери на интернет, например, тогаш може да се јави во полиција, тие по службена должност ќе го викнат надлежниот центар, те имаат службена должност да отидат на терен и веднаш да го згрижат тоа дете. Доколку некој има проблем со ова или сака дополнителна поддршка, секако дека може не се јави нас на линијата Ало Бушевко, чисто телефонски број е 070390632 и може да некој од нашите операторки да му помогнат и да го поддржат во овој процес. Исто така, кога сме кај телефонски броеви, спомнав дека дневниот центар во моментов се наоѓа во позагрижувачка ситуација со можност, надежно нема да се затвори, меѓутоа со можност да се затвори, така што доколку било кој има можност на било кој начин да му помогне на овој центар, може да се јави на еден од овие два телефонски броја. Првиот е 2651-636, а вториот е 071-227-663. Така. Споменавте за тоа како функционира овој дневен центар, споделивте совети за граѓаните како би можеле да помогнат во самото тоа детектирање на деца на улица, но би сакал да прашам што би упатиле на сите државни институции, на можеби до Министерството за труд и социјална политика, кој што би требало да ги згрижува овие деца на улица и да се грижи тие да не бидат експлоатирани. Што би можеле како една стратегија, како едни мерки да се направат за да се намали овој број или пак во најдобра рака, како што споменав на почетокот, да се искори? Морам да напоменам дека во 2023 година трудовата инспекција веќе направи дигитален систем за следење на овие случаи, кој што многу помага да се следи нивниот прогрес. Меѓутоа, тоа што друго може да се направи е формирање на повеќе мобилни стручни тимови кои што ќе работат директно на терен, ќе ги детектираат овие проблеми и ќе ги анимираат родителите веднаш да ги тргнат децата од улица. Исто така многу е важно да се интегрираат овие деца во општеството и нивните родители да се интегрираат во пазарот на трудот. И исто така е многу важна финансиска поддршка која што до пред 5 месеци го добиваше дневниот центар кај нас во Скопје да добија повторно некаква поддршка, поради тоа што навистина би било тажно некој толку добар центар да се затвори, бидејќи навистина има клучна улога во згрижувањето на овие деца, така што овој апел најмногу е до Министерството за социјална политика, демографија и млади. Се надам дека гледачите има прилика, ако не ги слушна, и да ги видат и на екраните самите броеви кои што ги споделивте, и се надеваме дека било од надлежните, било од граѓаните, овој центар ќе добие некоја поддршка за да може да функционира, бидејќи нели како што споменавте греот е да се затвори. Јас ви благодарам многу за овој разговор и би посакал за крај помалку деца на улица и помалку експлоатација на детскиот труд. Ви благодарам, јас би сакала 0 деца на улица, така што исто така 0 деца кои што ќе бидат експлоатирани. Ви благодарам и вас. Благодарам уште еднаш, а нам Јована и Александар нема да ни остане ништо друго освен да ги испратиме овие пораки до наму каде што треба да стигнат и доколку немате некој дополнително прашање би се одјавиле до следното вклучување во живо. Немаме, Оливер, апсолутно Јован и јас се приклучуваме кон вашите желби за што помалку или искоренување на експлоатацијата кај децата. Иако сме 21 век, некако Јована, можеби ние очекувавме текнува на онаа емисија под 2000-тата. Да. Многу очекувавме од овој 21 век нашите генерации, но жал од 21 век се уште децата се подложни на експлоатација, па и на многу други нешта за кои што ние сметавме дека овој современ свет нема да го дозволи, затоа се важни овие теми и ова истакнување се разбира за да можеме да оваа тема биде дел од оние теми кои што се вредни за внимание.